зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Дали го живееш животот како на тркачка патека? Воен пилот, кој леташе наопаку со огромна брзина, стана дезориентиран. Збунет во врска со тоа што е горе, а што долу. Тој ја повлече рачката за летање во погрешен правец. Неколку мигови подоцна, единствено нешто што остана, беше руина во пламен. Додека коментираше за трагедијата, писателот Делх Фехсенвелд посочува дека повеќето од нас сме во опасност да ја направиме истата грешка, патувајќи толку брзо во животот, што ризикуваме да се збуниме врска со работите кои имаат огромна важност. Но Фехсенфелд забележа: дезориентацијата при голема брзина е смртоносна комбинација за сите нас. Способноста за проценка се намалува. Маргината за грешка драматично се намалува. Како резултат на тоа многу ризикуваме да се упатиме во погрешен правец. А сепак за мнозина од нас живењето со полна парија не е исклучок, туку вообичаен начин на живот. Она што ни треба, предлага Фехсенвелд, е пауза од нашата активност која му возможува простор на Бог. Простор да слушаме и да стоиме. Простор да примиме и одново да се ориентираме. Простор да бидеме смирени и да знаеме дека има Бог и дека ние не сме Бог. Живееме како ние да сме тие што прават работите да се случат во животот, а не Бог. Како се да зависи од нас. Мислиме дека мора да работиме колку што можеме побрзо, колку што можеме понапорно, колку што можеме подолго, за да исполниме Божјата волја. Како последица на тоа, повеќето од нас, како што забележува Фехсенвелд, трошиме физичко, емоционално и духовно гориво. Како да го вратиме во рамнотежа животот? Дојдете кај мене, рече Исус во 11 глава Матеј 28 стих. Реалноста е кога повеќе од нас доаѓаат при Господ. Сакаме ние да бидеме тие што ќе зборуваме наместо да го слушаме Него. Ако животот ти стана тркачка патека со фанатични активности, застани. Пронајди тивко, катче и кажи му на Бог: Господе, се откажувам. Доаѓам кај Тебе одново да ги пренасочам моите приоритети и да го пополнам мојот резервар со гориво. Потоа слушај кога одново те насочува во животот. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.